кога се појави трчање во 4-та година на факултет, јас се препородив. Првото тоа беше што јас бев многу затворена во една топка. Од каде спојка значи почнав со психологија, трчањето ми излече, а сега па психологијата ми го прави тоа да сум многу подобра во трчањето. Значи некако едно со друга стварно, знаеш, не може туку така се спремаш ти цел период за една трка и дојде денот и на тебе не ти е денот за таа трка. После поредување да нема свој психолог, да не разговаравме, јас не би била тоа што сум денес. Милјана, како си? Добра. Ѓорди, фала на прашање. Еве, убаво што можеме да се видиме денеска, да зборуваме малце поеќе за атлетика, за ментално здравје, за психологија. Да. Баш ми е мило што со тебе баш ќе имам можност да разговараме. Сакав за почеток да те прашам, кај за секој гостен, што за тебе представува ментално здравје? Ментално здравје за мене представува, па можеби способност да бидеш во контакт со самиот себе си. Во смисол да знаеш да ги препознаеш мисли, дали рационалне, ирационалне, емоции, болка, кога сме кај спорт, што е многу честа, да знаеш да си ги ограничиш, не да си ги ограничиш, да имаш стоп тачка и на амбициите и на очекувањата, буквално да си свестен за самиот себе, за своето јас. Значи да знаеш и со успех и со неуспех да се носиш, и со доброто и со лошото, значи и да не се задржуваш во тие негативни состојби или емоции, мисли, како да ги наречам, долг период. Значи буквално свесност за се што се случува во тебе, па и околу тебе, ама најмногу во тебе. Значи онака здрава свесност, што би јас могла да кажам. Да. Интересно е, мислам, една од причините зашто сакавме да разговараме со тебе, баш таа спојка на спорт и ментално здравје. Да. Од каде иде кај тебе и атлетичарка, и тоа доста за наши услови професионално, и ментално здравје, психолог, психотерапевт? Од кај оди? Па добро, јас прво запишав психологија факултет. Јас кога студирав, јас не трчав. Ама многу интересен судир е што мене трчањето ми помогна да се извлечем од тај некој хаотичен период на факултет. Ето точно на психологија. Добро, пошто ние кога студираме, тоа е некоја бейзик основа, некоја основно знаење што ти не работиш толку на себе, него ги спознаваш основни процеси. Јас бев многу голем учењак. Значи јас бев не антиспортист, не спортував, бе факултет дома учење, испити, преполагање на испити, и тоа не е добро. Тоа не беше здраво за мене, реално. Баш ка млада, 20 години, 21. Кога се појави трчање во 4-та година на факултет, јас се препородив. Значи јас можеби тогаш да спознав што е живот. Живот да не е живот само да седиш, идеш на факултет, учиш, се затвараш, не е тоа само живот. Мене факултет ме извлече од тој некој темен период. Да, тоа многу беше убаво и нарочито дома дека ти си учењак, имаш 10-ки, 9-ки, добар просек, ама тоа не е здраво. Мислим, не е здраво да си само во таа топка. И мене трчањето ме извади од тој не е лош период, не до толку лош, ама лош. Не знам како. Надвор, ако некој те гледа, не изгледа лошо, изгледа супер, да, ама на мене лично, дали сум можеби тогаш имала бег од нешто или не сум знаела да препознаем дека нешто друго постои надвор од тоа. Значи, мене трчањето, како и низ сите овие години, ме вади од лоши работи. За мене лично лоши работи. Првото тоа беше што јас бев многу затворена во една топка, што ме извади, ми даде скроз друг поглед, ме направи каде не подобра личност, по комплетна личност, по јака личност во секој смисол, во секој смисол, така да од каде спојка значи почнав со психологија, трчањето ми излече, а сега па психологијата ми го прави тоа да сум многу подобра во трчањето. Значи некако едно со друга стварно, значи тоа е тоа, баш менталното здравје и спортот стварно едно без друго не може. Да, и мислам дека е тоа секогаш го викам кога зборуваме со луѓе од спортот на подкастов. Преку спортот можеш многу да научиш, а нема толку голема цена, пошто на крајот на ден е спорт, е игра. Трчање и да, не знам, изгубиш и да не биеш прв.
пак можеш да сидиш дома, не ти се случува Тачно. ништо, а вака во животот некојаш буквално е игра на живот и смрт. Ова е место каде што можеш да научиш многу работи, а да не платиш никаква голема цена. Да, ама знаете како јас кога ќе кажем ајде психологија, ментално здравје заправо и спорт, ти можеш да ги знаеш сите тие работи на рационално ниво. Јас ги знам, јас знам што е она што е здраво. Јас знам она што би го кажал на свој клиент. Ама книгата не те штити од емоции. Знаењето ствари не те штити од емоции. Ама само те освестува. Сакам само да ти направим што е спорт, што е како ментално здравје или психологија, како да кажем. Значи, јас знам што е рационално, знам што е реално, ама многу ми е тешко да си го сама израционализирам. И јас, мене спортот ме научи што значи бол, што значи вистински страв, болка, што значи да бидеш истраен. А книгата и знаењето заправо ми го само даде смисол на тоа. Значи ми даде да ставим име и значење, да знам што значи тоа и да ми помогне уствари да не, како да кажем, да не забегам во тоа кога ќе стане многу тешко. Значи, јас ги доживувам, ама книгата, мислим, знаењето ме освестува. И тоа е таа како спојка. Опет се враќаме на тоа, стварно едно без друго не иде, ама едно те учи на едно да го искусиш во животот, а другото ти помага да го тоа превазиđеш на еден наш по-благ и по-добар начин. Рече дека дојде трчањето во твојот живот некаде при крај на факултет, таа четврта година. Да. Како остана во твојот живот? Сакам да те прашам, знаеш, од која свати дека ова не е само нешто кое што случајно го почнав, туку е нешто кое што сакам да посериозно да се занимавам. Да, па добро, јас тогаш во четврта година кога почнав, тоа беше така, еднаш-два пати во недела, 5-6 километри макс, еднаш истрчав 10 и тоа не може да се поравим после цела недела, тогаш за мене тоа беше стварно вау. Тоа го сватив баш на моја првата трка. Може би 2 месеца од кога почнав, трчаме кон Целта, таа трка више не постои. Кога отиднав на Кеј се одржуваше таа, кога видов атлетичари во различни бои облечени, портокалово, дречево, жолто, викам, кај се наоѓам? Еден трчи шпринтето, не сум знаела, јас сум ишла само лесно онака. Шпринта, друг прави некој дрил се рипа. Викам, што е ова, човеча, народ овака. Викам, кај се наоѓам јас, знаеш. И тоа за мене беше као, вау, мислим, стварно нешто као доживљај. И не истрчав лоше таа прва трка, што е, мислим, за нашите услови, да кажем, у тоа време. И тогаш го запознав мојот и сегашен тренер и он некако ми даде таа одскочна даска. Муавети, прва трка беше као доживљај и кажав тоа е тоа. Баш као мислим дека влегов во топ 5. И е тоа да влезеш ти во топ 5, имаше прогласување и до 5 овако, и ти да станеш тамо да те сликат, и кам чекај, ова, тоа е тоа. И така, почна после Скопски, после таа трка Скопски маратон дојде, трчав 27, и после, мислим и дека тамо влегов или у топ 3 или 4 од македонки, ако не се варам, и тогаш кажав, тоа е тоа, тука се ја пронаоѓам и одиме. И така да тука беше... Тоа е интересно за трчањето. Ја цел живот спортувам, од секојаш сум мразел трчање. Не си единствен, не си. Тимски спортови сум играл фудбал, кошарка, бейсбол почнав да играм, само трчање подалеко тоа. Пред некои 4 години со пријател викај да си ставиме цел да истрчаме полумаратон во една година. И прво као sure, нема шанси никаде. Ја не можам 1 километар да не ме боли нешто, не па... И некако ајде се убедивме, ја почнав да трчам и некој месец дена после тоа дојде Скопски маратон, ајде викам ќе се пријавам на 5 километри. И само до тоа чувство кое што го имаш кога сите се там, цел град стои, застанат, на плоштад премногу луѓе,
Мене ми беше, ја емотивен станав кога гледам други како завршуваат. Ја кога истрчав, плачев, тоа, не знам. Да. Никогаш побрзо не си трчал. И тоа ме задржа да продолжам да трчам. Истрчав полумаратон, уште трчам и сега. Ама ми беше тоа чувство што викаш ти као премногу луѓе, сите нешто различно прават, различно облечени. Секој има своја цел, за некој му е нормално сега вие напред сакате најдобар резултат да освоите трка. Ама сите не знам колку 10, 11, 12 илјади луѓе имаат различни цели кои што се таму и тоа е убавото. Барем мене што ми беше доста интересно. И сите вложуваат тој труд. Значи труд е за секој, според мене подеднакво во трчање, пошто трчањето воопште така изгледа наш. Ти излегуваш на кеј и само трчаш. Не, трчањето е многу више од тоа и стварно е тежок спорт баш кај што е индивидуален спорт. Тоа го чини уште потежок да биде. Да, и поготово кога не си на некое ниво кај што имаш тренер, па тренираш можеби и со екипа, па многу е и рекреативно некојаш кога многу осамено може да изгледа. Осамено. Да ти кажам искрено, јас затоа најмногу го сакам трчањето. Не дека сум јас или дека сме ние што тренираме и трчаме сме осамени затоа што се знаеме сите на кеј и да ти кажам скоро секој тренинг ти имаш со кој да трчаш, да си праваш муабет, за потешки тренинзи може да е малце потешко, ама окей, али јас трчањето баш го изасакав поради таа самотија. Затоа што мене трчањето кога трчам сама или кога ми треба да сум сама, јас излегувам и тој 1 сат, 2, јас обично некој кој што трча си вика идем одам као да трчам, да размислам, да си разбистрам глава. Јас кога трчам сама, јас немам на што да мислим. Ја не мислим. Ја едноставно гледам се што е околу мене. И тоа е токму таа самотија што мислим да си бидеш сам со себе си. Кај мене тоа ми е можеби едно од клучни работи зашто го исакам трчањето. Сега настрана интензивни јаки тренинзи, тоа е нешто друго, ама кога збориме за лесни тренинзи или денови кога имам некои или приватни проблеми на работа или едноставно не сум со сити, не сум окей, мене трчањето ми е лек. Значи јас излегувам, лекувам патики, не слушам музика, не носам телефон, значи не сакам со тоа да трчам. Сама со себе, гледам кеј, Вардар, Чекор, значи тоа е тоа. Дури у тие денови не сакам никог ни да сретнем да имам за друштво, ама мене ти викаш таа самотија, мене таа самотија ми одговара, ама опет кажувам дека не сме сами. Значи секој сабајле си имаме, се среќаваме, си трчаме, дискутираме трки, пејсови, значи сега не тренираме јаки тренинзи или на ист левел, ама за лесни тренинзи тука сме. Поготово ако трчаш исто време секој ден или секој втор ден ги гледаш истите луѓе. Вака, ние на кеј се знаеме, во зимски период се знаеме кои сме двајца со тројца, во тој летниот период пред Скопски, тука го бараш твој пошто е вака и не можеш да си го најдеш тој друго што трча, така да се знае. Тука не сме и многу. Да, интересно е баш на кеј тоа се приметува. Сега да те прашам исто сега кога веќе започнуваш со поинтензивно. Какви беа некои први впечатоци? Бидејќи прва трка супер истрча подобро од очекувано, ама кога веќе почна да се натпреваруваш со цел да бидеш прва, со цел да победиш. Каква разлика имаше кај тебе тоа? Поголем е притисок, поголеми се очекувањата, амбициите. Значи, не викам дека е можеби устари и потешко, затоа што вака не знаеш, идеш, целта ти е да едноставно само да ја завршиш трката. А вамо тие некои лични очекувања, поголема одговорност, поголема трема, значи све ти е левел нормално поголем, така да не е исто кога трчиш рекреативно и кога не се оптеретуваш и кога се стварно спремаш дали да бркаш место, дали да бркаш личен, значи но не е потешко, едноставно поголема одговорности кон самиот себе си, не кон други. Како влијаеше тоа на тебе? Таа одговорност, тој притисок? Тешко.
Значи, знаеш како тоа искуство си го, мислим, сега е многу откако станав мајка е све другаче, искрено. Ама на почетокот, па можеби до пред 2-3 години, многу потешко беше сето тоа, значи тие разочарувања, тие падови, тоа спремање, таа мотивација да одржиш, таа дисциплина, значи тешко е, разочарувачки, знаеш кога тренираш еден цел тренажен процес по 2-3 месеца, па ти се случи некоја болест како на мене пред прошла година заправо, па си еден месец аут, па тука не можеш да се справиш со тие нивоа на депресија, на разочарување, на фрустрации, значи тешко е. А тек кога се спремаш за трка и дојде денот на трка, едноставно не ти се погоди. Значи јас имам и такви денови кај што се спремам све и баш таа недела ми се случуваат некои приватни проблеми, здравствени со мои родители, каде што јас колку што да физички преспремна, ама тоа ти го зборим за тоа менталното. Доаѓа ден на трка, пробувам да се израционализирам, пробувам да сум присутна, ама едноставно не можеш. И тешко ти паѓа, како не, тешко, значи си вложил толку месеци, толку недели труд, си станувал рано са бајле и на крај и после момент како да излезеш од сето тоа и да продолжиш понатаму и да ти се врати иста мотивација и да кажеш окей, една трка не те тебе генерализира и не те чини лош тркач, идемо дале, тоа е процес. И тоа се тие тешки моменти каде што сега многу полесно ги прифаќам и сега и да истрчам и некоја лоша трка, знам дека некоја наредна ќе биде добра, а која не се знае, ама те фаќа тежок момент што опет знаеш дека однова го почнуваш целиот тој процес, ама едноставно го прифаќаш jer немаш избор. Jer ако кренеш да тонеш во тоа, во тие негативни мисли, разочарувања, фрустрации и да тоа те држи тој долг период, мислим нема ништо, нема да не си функционален тогаш. Да, многу е тоа у спортот е многу брзо треба да има кратко памтење да имаш. И после добра трка или после добра у било кој спорт и мора одма да заборавиш и идеш на следното, бидејќи ако останеш со тој мајндсет, со таа супер сум победив, пак тоа лошо ќе влијае врз тебе. Апсолутно, и добро и лошо. Јас порано ми требаше многу подолг период да се опорајам од некоја лоша. Дури тоа траеше и со недели. Тоа па тука имаше готово, не трчам више, нема шансе, па тргни, па застани, па не е тоа за мене. Разни мисли, значи тоа е сега е многу полесно и сега јас сум посвесна. Ама многу работев на тоа и сега не гледам да се не тоа трае подолго од ден-два кај мене. Мислим не можам да избегнем таа емоција. Мислим тоа е неизбежно е после лош надпор да кажем ајде супер е, идемо дале, идем сутра. И здраво апсолутно е здраво. Да ти мораш да така. го проживееш тоа, само да гледаш да не се задржуваш во тоа негативното. Океј да трае ден, кај мене може и до 2, ама тоа е тоа. Третиот ден се станувам и тоа е тоа. Најтешкото е прифаќање. Прифаќање, значи прифаќањето е нешто тешко, ама немаш избор. Или ќе го прифатиш тоа и ќе продолжиш понатаму, или ќе останеш заробен во тоа и после тоа срели низа на да дојдеш и до дел на депресија и разни други состојби. Така да здраво е да се доживее и да се проживее, ама и не и да се задржуваш долг период, пошто живот иде понатаму. Тоа е тоа, едноставно не можеш да вратиш време и тоа е тај мајндсет што можеш да си го возиш во својата глава, значи го прифаќам тој момент, идеме дале. И тоа е, можеби нема мотивација да се врати веднаш на тоа ниво, ама мораш сам себе да туркаш, иначе да почнеш од некаде. Да ти кажам, поготово тие што се порекреативни или немаш тренер, тие кај нив и многу и потешко. Баш поради овој индивидуален спорт. Ние ајде имаш тренер, па ајде и он ќе ти каже некоја добра реч, мислим она што треба ти го каже и тоа ама ја не можам и да замислам тоа кај рекреативен или тие што се исто посветени нема тренер, кој нив ги турка. Тоа е лошото, знаеш, кај колективни спортови ние имаме цел тим позади нас и тој те штити. Имаме тренер и цел тим. А тука си оставен сам на себе. Јас знам за мене, целта ми беше полумаратон, океј го истрчав. Целта ми беше маратон, ајде и тој го истрчав некако. Ама после тоа цела година не трчав како што треба. Баш од тоа бидејќи, знаеш, супер, завршив маратонот и јас сум некој, например, што функционира океј, имам оваа цел, ќе ја завршам.
И толку, сакам да трчам, ама не можам да се натерам. Нешто нон-стоп ќе излезе, дали не знам, ќе истрчам па нема да се чувствувам добро. И тие се тие моменти кај што ти треба некој да те подбутне, да ти или да си најдеш начини кои за тебе функционираат да можеш да се. Затоа јас кажувам дека доста потешки се индивидуални спортови, баш и од таа причина. Кога си во колективен спорт, имаш тренинг на кој morаш. Требаш да одеш, поготоа ако сакаш да успееш или како тим да успеете. Значи, зависите еден од друг. Овамо си зависен сам од себе си. Сам себе мораш да хендлаш во глава и тоа е многу е работа во глава, со глава. Стварно, значи, психа, затоа јас го кажувам, еве кај мене лично 70% психа, 8, ајде да не претерувам, ама да кажеме 70% кај мене глава е клучна во трчањето. Ја може извини. Не. Ништо, тоа го кажам, јас можам да сам и префизички спремна и све, ама ако глава не ми функционира, џабе све. Затоа и мој тренер секогаш го вика пред секоја трка да ти ја наштелувам главата. За физичка, вика, спремност ја немам, не доведувам во прашање, кај тебе главата да наштелуваме и вика тоа е тоа, мирен сум. Да, и не е само кај тебе, кај многу спортисти врвни така и знаеш некој се тоа е интересното кај што на тренинг е све супер, ки истрчаш и било кој спорт, па и колективни спортови. Да. Тренингот е лесен, без разлика колку и да е тежок, ама кога ќе доеш на сцена, кога треба да... И затоа е интересно, например, баш у спортот многу влијае. Немаш друга работа кај што сите те гледаат како ја врши својата работа. И едно тоа друго пак си живи слуша со се. Има своји емоции, има работи кои што ти викаш некои работи ти не можеш да влиеш, дали нешто ќе ти се случи тебе неделата пред или денот пред. Или на ден на трка, едноставно се будиш и едноставно имаш и тие моменти. Стануваш и не ти е денот. Едноставно, па живи биќа сме, тоа е момент, така да не можеме. Сакам да те прашам, што баш сега тоа не размислував за ова пред слушајќи те, колку е поразлично еве за тебе, како некој што се натпреварува, кога нештото поради кое што не успеало е поради тебе, знаеш дека не си тренирала многу и кога знаеш дека ништо ти не си можела да направиш, затоа нешто се случило надвор од твоја контрола. Колку тоа влијае за да го согледаш и да поминеш преку тоа после трката или после неуспехот? Знаеш како, нешто што може да е надвор од моја контрола е само временски услови. Искрено. Сето, дури имаш тркачи кои трчат и на, да кажем, 20-30 степени и кои завршуваат со лични предобри времиња. Ама дефинитивно временски услови и денот и се останато го сводим на себе, само со себе си. Реално, затоа што се зависи од тоа како ќе си го програмираш мозокот, главата, реално. Да, ти можеш да станеш со на десна или на лева нога, ама која е причина зошто си станал така? Знаеш, не може туку така се спремаш ти цел период за една трка и дојде денот и на тебе не ти е денот за таа трка. Која е причина? Си набил можеби пред тоа многу стравови, многу мисли негативни и све друго да кога ти има, јас знам и други тркачи кои се преспремни, ама кој ќе дојде ден на трка, тоа тремате и те одсече, страв те одсече да ти као да ти се пропаѓа вода. Така да јас лично само временски услови ги препишувам на некои надворешни фактори. Се останато си го препишувам на самата себе си и што е многу тешко. Ама да ти кажем искрено, и после секоја лоша трка јас си го барам оправдување во некои други нели фактори. Не можам одма да си го прифатам и да си анализирам и да кажем дека да, грешка е кај мене, затоа што стварно е тешко. Тешко е прво да си прифатим зашто сум дошла до тоа стање да јас не ја завршам така како што треба. Факт е дека сме људски бичи и дека тело не, ама јас се пак враќам на тоа дека стварно треба добро глава да ти е подесена за да може сето тоа да успе, затоа што ако гледаме врвни атлетичари, па и тие се од
Крв и месо. И крв и месо буквално, ама и тие и во најлошите временски услови во се, ама другачие се испрограмирани. Имат и тие лоши денови, ма нивните лоши денови не се 5 минута послабо време од личен. Не е тоа, знаеш, така да дефинитивно временски услови односно самата одговорност дека јас сум виновна за таа лошата трка е поголема отколку некои надворешни фактори. Ама ете го превазилазиш и тоа дека крви месо сме, така да мора да имаме веројатно и такви денови. Да, тоа е интересно за едно работи што ја имам научено низ годините, дека баш оние професионални спортисти, кај нив таа и можеби разликата што ги разликува од обичен спортист или некој просечен спортист до професионален е што нивните лоши денови за просечните се нивните најдобри денови. Да. Значи ти кога промашуваш, кога имаш лоша трка, ти пак си пред сите. Не, и типичен пример е Дарио кај нас. Дарио, од кога го знам, мислим, он е константно у добра форма, солидно и добра форма, ама ние сите се жалиме дали време, дали нешто. Јас ако ви кажем, тој после маратон трча феноменално, мислим, окей, као солидно, окей на некоја кратка трка или као кај него нема тај екстремен пат као што има кај нас и тоа е тај мајндсет кај професионалец, пошто он е вистински професионалец. И кај него нема тоа, знаеш, време, не време, ова, она, маратон истрчав како ќе наредна недела. Значи, он стварно си го одржава тоа, да кажем, и тоа е таа разлика, професионалец и профи аматер или сите ние што си ги наѓаме нашите, нели, изговори, ова не чинало, она не чинало. Иди, како он тера, иди на макс, колко држи, значи, тоа е таа глава, мислим, он е стварно доказ дека тоа е така. Да. Сега да те прашам, пошто спомна дека, нели, на самиот почеток па и до скоро ти требало поеќе време да се опораиш од неуспехи, се тоа сега на 2 дена се сведува максимум. Да. Што највеќе ти помогна за да доеш до тоа? Веројатно искуство. Искуство, дефинитивно искуство. Мада сега од кога станав мајка многу по другаче гледам на сето тоа. Реално порано ќе завршев трка, ќе трескав глава од земја. Мислим, тоа беа хаос моменти, али дефинитивно мајчинство ме многу измени некако. Ми го смени мајндсетот, ми смени погледот на свет, така да ме освести. Ме освести, не, јас и работев и претходно, само што тоа многу потешко одеше. Ама дефинитивно, од кога станав мајка, имам многу подруг поглед на свет, така да дефинитивно тоа ми најмногу помогна. Да, која е разлика, да како гледаш сега на сето тоа? Сега на почетокот ми беше само да идем и да истрчам. Значи не ми беше ни резултат, ни ништо друго битно, само да можам да идем да истрчам, да бидам ја мирна и спокојна. Многу по-друго. Сега, да, ги гледаш ти да јуриш времиња, да си што подобар, ама тоа не ти е као нешто што ти е најприоритетнije. Као убаво е да си го имам, убаво е да си го постигнем, ама ако порано ми трчањето беше number 1, сега ми е можеби на трето, дури можеби 4-то место, значи има иста важност кај мене, значи јас не можам без трчање, ама многу другачие не ми е приоритет. Да, гледаш поразлично, баш пред некој епизода зборовме тоа со Иван од АТГ, кај што, нели, од некој кој што победува од триатлон државен првак до гледање дома својата керка, дека окей, чекај. Да. Зошто го правам ова? Да, ама еве многу чудно нешто. Чудно. Јас подобро трчам сега отколку пред бременост. Тоа е чудно. Јас сите лични ги направив после бременоста. А многу сум порастеренија, некако чудно, порано бе по 8 сати спиење, обавезно рекавери, масажа, ајде добро што имам работа, окей, легнувам обавезно 8-9, значи тоа беше храна се. Сега јас го немам тоа, а јас сум подобра него значи можеби момент што сум многу порастеретенија, што не ми е толку, знаеш, пошто не е убаво ни толка зависност, толка обсесија кон трчање. Имаме и такви случаеви. Значи не е добро, не е здраво да си толку обсесивен. Од таа преголема обсесија
имаш тотални блокади. Така да, кај мене може би тоа растеретување, дека едноставно, знаеш, порано го имаш притисак, тоа ти е тоа, ако не успееш, и тоа ти набива дополнителен притисок. Вака сега, и да не успеем во таа, ќе успеем во друга, во наредна, ама некако толку релаксирано си оди да јас сум, стварно кажувам дека сум се подобре. Да, и знаеш, мислам дека многу е важно да перспектива низ која гледаме, бидејќи ти ако гледаш дека окей, трчањето ми е се, резултатот ми е се, мора да бидеш прв, мора да освоиш, ма кога имаш нешто поважно во животот, многу е полесно да стигнеш таму кај што си сакал порано, да освоиш, да направиш лични рекорди и се тоа, бидејќи не го гледаш како нешто кое што без него не можеш, или тоа ти е цел идентитет. Многу се, па тоа е проблем. Тоа е проблем што си го ставаме како да тоа е наш идентитет. Тоа е проблем. Јас го имав тој проблем. Јас имав проблем кај што еден период забегав да сум тоталко да јас станем на праг на анорексија поради трчањето. И го имав тој, да, мене трчањето ми помагаше ни сите и ми помага и ми помогна тогаш, ама ме доведе и во проблем. И тоа е многу лошото кај нашите генерации, овие нови што трчаат, значи тие се обсесивни. Они се идентификуваат, они не го гледат како ја што не го гледав живот надвор од факултет, така и они не го гледат живот надвор од трчањето. Сега ќе кажам, они се можеби млади, 20 нешто години, можеби е нормално, ама и не е нормално, затоа што ако гледаш на страна професионалци, тие си имат и друг живот. Реално, јас ако гледам и ако почнам да се споредувам, ја гледам дека има мајка која има 2 деца, професионална атлетичарка, иде на олимпијада, она и понатаму трчи и прави феноменални времиња, а со 2 деца е дома. Значи не е само живот као трчење, она успева, она иде на олимпијада, она се такмичи и понатаму, разбираш, ама не е само тоа. Значи живот е многу повише од трчањето. Тоа е само еден дел што те тебе sastavni дел тебе, ама имаш многу други нешта. И тоа е многу лошо, значи кога ќе залуташ и во тоа, кога ќе тоа стане обсесија, тука е проблем, тука нема напредок. Тука нема напредок, тука се вртиш во круг, се дека и ги трошиш години, ги трошиш време, минути, секунди, стотинки, и се дека не се насобере можеби искуство или не дојде тој ден после неколку години и да ти куцне како и кај мене што куцна еден период. Да, така да има и добри и лоши страни. Да, па и тоа сме зборали, професионалниот спорт е колку што е, знаеш, сите кога сме деца сите сакаме да бидеме спортисти. Да. Пошто најубаво ти изгледа, многу е лесно, од страна нели сите можат да бидат тренери, генерали после војна и се тоа, ама да се биде професионален спортист има многу тешки професии и луѓе работа, ама е многу тешко да се стигне. Затоа јас секогаш го давам примерот, бидејќи сум тренер кошарка и сум гледал деца кај што они остануваат во сала до 1 до 2 сат на сабајле, цел ден се таму, шутираат, не знам колку шутери, по 1000-2000 шутери, утре од сабајле треба да иде на школа, да заврши, пак у сала да влезе. Тоа не може секој да направи и не секој ќе успее. И иако ќе ги даде сите тие работи, баш поради тоа што го збориш, бидејќи кога ќе ти стане единствено нешто, многу е тешко на долги стази да успееш. Можеш и да прегориш. Тоа. Ако прегориш толку млад, тоа е стварно, затоа многу е битно да си побараш и психолошка. Мене ми е многу криво, искрено, што тука немаме со кој да работиме. Мислим, со кој. Немат ни сите услови, реално. Немаме, ја знам за Ленче како спортски психолог, она е доста добра, али што имаме таков став кон сето тоа, и немаш со кој, мислим, тоа треба и сам клуб да ти обезбеди, можеби и федерација да ти обезбеди, пошто неопходно е, стварно е неопходно. Јас да немав психолог, пошто моментално и не работам со психолог,
Јас да немав и тој период кога бев на праг на анорексија, кога се соочав со стварно доста лош период и доста лоши работи, и после тоа, и после поредување да немав свој психолог, да не разговаравме, јас не би била тоа што сум денес, пошто стварно људски биќа сме и јас сум психолог, ама едноставно не можеш само колку год да ги знаеш сите шеми, сите шаблони, знаеш што е здраво, рационално, мораш, а особено спортисти, особено млади спортисти. За да успее, мислим дека мора од, ја би рекла, од баш од старт, и од 15-16 од кога почнуваат со самото спортување, да има која те насочува за да се изградиш како успешен спортист, а не да со 20 години ти, кога треба да си можда да уцветна успеси, ти да тонеш. А тоа се случува кај нас. И не само кај нас, ама еве ние тоа го гледаме тука и тоа е така, бидејќи едно е што немаме инфраструктура, немаме услови за тренирање, немаме. Многу е важно бидејќи ти физички можеш да надокнадиш многу работи, мислам дека можеш да работиш на тренинг, спрема, све тоа. Ама ако ментално не се почне со работа на време, многу поголема е цената која што еден спортист или една млада личност ќе ја плати. Како не, јас знам и од малите деца, од колешки, значи они се уште мали, ама они пораз, тоа не прво место, него не знам што завршил или не успел да ја заврши трка, тоа толку трагично го доживува, тоа е да не може еден родител да го смири своето дете, и тоа дете, пази, има 12-13 години. Значи, лошо е. Затоа сметам стварно дека кај мене лично, ментално, не затоа што сум психолог, не затоа што може би ги разбирам и ги знаем сите шеми, шаблони, внатрешни наши процеси, стварно е неопходно. Мислим, според мене, ја си кажав, кај мене 70-80% е глава. Јас ако не сум добра, а не сум постојано, нормално е, ја не функционирам. И не само во трчање. И значи, тоа е тоа, треба да си стварно присутен, да си свестен за сите тие процеси што се случуваат. Најбитното е нешто да кога имаш тие лоши периоди, дали лоша трка, не знам, на работа и било што, да знаеш, да тоа што го зборевме, да не се задржуваш едноставно долго, значи да знаеш да ги проживееш, да знаеш, пошто кај нас главниот кидач се мисли. Не за џабе тоа што го сите викаме какви су ти мисли, такав ти е живот. И стварно е така. Сега, ако јас почнам пред трка да го зборим, не можам, нема шансе да успеам, не ми е ден, зошто тренирам, ја не треба сум тука да си идем дома. Јас од пред старт си го проектирам и си го решам ситуација на мојата трка. Тоа е тоа. Тоа е та ирационално. Зошто јас у тој момент устари треба да кажувам, добре, ќе биде се во ред, ти тренираше супер до сега, и тоа да си го, кај нас се автоматизирани, кај нас људски биќа се автоматизирани негативни ирационални мисли. Типичен пример, сега може би малце надвора тема, влегуваш во продавница и јас влегувам и ти си се облекал нешто старо и јас те гледам и ти одма, кој мисли ти поминуваат низ глава? Мисли дека не ми текна на македон judging, дека ме гледаш и мислиш дека нешто ми фали, не прави се чувствувам многу полош. Гледаш дека ти и која емоција доаѓа кај тебе у тој момент? Нервоза, фрустрација, срам можда. Видиш како сме ние автоматизирани? А зошто уствари? Кога јас влегувам продавница, зошто кај тебе во глава не се ја мисла, може би ме гледа имам убави очи? Може би ме гледа имам добра коса, може би му се свиѓа моја брада. Зошто? Тоа нема ти доведе да се ти чувствуваш изфрустрирано, да се срамиш, така е. Тоа е тој момент што ние сме автоматизирани да мислиме негативно. И затоа ќе се чувствуваме така, дакле мислите ги определуваат емоциите. Значи јас ако кренем да мислим, нема ништо од мене, нема да ја завршам трка, јао зошто тренирав, кај мене се јавља страв, нервоза, и од тај страв е блокирајќа емоција. И ја фактички можам да почнем да трчам, ама јас више и во тек на трка и кога е најтешкото, тука можеш рачно или успорување и да си кажем, супер ми е вака ќе си стерам до крај, не бркам. И тоа е опет мисла. Уместо да мислиш позитивно и тоа да те вози, ама тоа се вежба. Затоа е многу битно да ги препознеш во момент кога ти се случува
и да си направиш една позитивна контра на таа и таа да си ја повторуваш секојдневно, за да ти се автоматизира као негативната. Една од работите кои што ми беше дадена као совет, кога се спремам за маратон беше да кога трчам и кога чувствувам болка да почнам да се смеам или да имам насмевка. Да. Бидејќи директно му дава на мозокот сигнали на телото дека окей, ова е добро. Да. И мислам чудно е и така кога ќе го кажеш изгледа смешно, ама делува. Ти помага да не мислиш повеќе на тоа дека окей, не можам повеќе, готово, нозе ме болат, не знам што. Крај. И само до тоа што ќе имаш насмевка, ти помага у моментот да продолжиш. Тоа ме потсети исто на мој бивши тренер, кога секој пат кога правевме јаки тренинзи, и јас секој пат сум намуртена. Јас така личам од страна дека сум ја нешто и вика насмеј се, насмевни се као, знаеш, не гори свет као зошто така, и стварно е така. И он ми вика насмеј се, релаксирај се, опусти, трчи и стварно есте така. Да. Интересно е како тоа и пред некое време читајќи една книга за длабока работа, како се внесуваш во и колку само сега веќе, знаеш, имаме премногу дистракции и ретко кога имаме можност длабоко да работиме, да се посветиме на едно нешто, вика, кога си дома и кога не се фокусираш на ништо, без разлика тоа дали ќе биде нешто позитивно, корисно, дали ќе биде гледање серија, јадење, што и да е, ти одма мозокот на тебе ти иде да размислува за тоа што ти фали, колку ти е лошо, како ништо не било кој што треба тој ден. И тоа се обидов, викам, ајде да видам дали е така, и го пуштив така неколку пати, ајде ништо не правам дома, пуштив секојаш се обидувам, дали ова ќе гледам, дали ќе читам, дали ќе истрчам, дали... И стварно е така, бидејќи немаш ништо во фокус, и готово, ти размислуваш, чекај сега, ова вака не го направив, ова требаше вака, ова ми фали. И е многу интересно како телото и како едно битие ние мал милион работи има кои што влијаат на тоа како се чувствуваме. Јас сепак ќе кажем, се врти околу мисла. Кај мене е тоа, значи така работам јас, мисла ти окидаш за се. И ако останеш ако се свртиш кон себе си, ако размислиш од кај причина, мисла е причина. Затоа што кај тебе тие мисли довеле да се пак чувствуваш така како што се чувствуваш или да действуваш, дали ако си нервозан да шутнеш нешто, дали, значи сепак мисли се окидаш за тоа како ќе се чувствуваш и како ќе се однесуваш. Да. Сега да те прашам, како, спомна дека мајчинството ти помогне и подобра да си повеќе побрзо да трчаш се тоа, ама кога дознаеве дека си бремена или целиот тој процес на бременост, како тоа влијаеше врз тебе? Бидејќи тоа е една од работите, мислам дека баш кај жена спортист многу влијае. Да. Тоа беше тешко. Тешко. Мислим, самата бременост и постбременост, постпородилно што ти све носи, тоа стварно не се опишува, поготово за некој што спортува и работи спортови све. На почетокот ми беше шок. Не е дека јас не го сакав, само што дојде така мало шокантно. И во првите 3 месеца, 4-5, па и да кажем, јас него тоа ни чувствував нешто. Сега многу ми беше тешко да се откажам од тоа дека нема да се надпреварувам. Многу ми беше тешко да гледам секоја трка. Претешко. Значи, тежок период. Кај што имаш бура на хормони, емоции. Јас тренирав 8,5 месеци, ама до 6 месец тоа него ни чувствував дека јас не правев интервали, ама си терав до 10 км, 12, 5, 6 и скроз беше окей. Ама после кога почнува више пети да ти се тело менува и тоа да си го ти прифатиш своето тело многу поразлично од она што ти било и тоа уште расте, се менува, те боли едно, друго, трето, тој дел мислим дека е најтешкиот да го изгураш. Знаеш дека ќе помине овако, ама па после имаш нешто друго. Нешто што стварно не си спреман никогаш, колку годи да го посакуваш и све, за тоа никогаш не си спреман, стварно. Тоа е можеби па уште поголем шок. Од кога ќе се породиш и
сето тоа после што ти носи. Тие стравови, тие мисли, тоа ново сушество што си го имаш дома, таа одговорност, промена на приоритети тотална, више не си само ти, сега имаш и друга улога, улогите се менуваат, се прошируваат идентитетот и тешко е. No. Стварно е тешко. Мислим, сега кога размислувам нели за втора бременост, многу по-друго би било, пошто знам што ме чека, ама тогаш и беше страв од непознато. И тоа е плюс додаток, ама стварно е доста тешко и стварно треба онака машки да го, барем машки јас мислим дека треба да се изгура. И најтешкото од се трпение. Трпение да ги дочекаш тие 40 дана после постпородилно, за да можеш пак да го правиш тоа што те тебе исполнува и да бидеш добар. Jer до тогаш можеш да изедеш сите околу себе, стварно е тешко е. Да, како влијаеше, например, што до тогаш се натпреваруваш? Пак за наши услови е професионално. Јас себе се нарекувам посветени аматер. Така се нарекувам јас. Ама пак е нешто кое што луѓето знаат. Те очекуваат да се натпреваруваш, да бидеш меѓу првите неколку кои што ќе биат на таа трка. И сега еден момент, како беше тој разговор само со себе, кој, окей, ја треба да застанам? И немаше разговор. Во тие моменти немаше разговор. Во тие моменти имаше солзи, плачење, затварање. Тоа што трчав прво некако тоа ме психички многу одржуваше, дека сепак бев активна и сепак уствари го јас си го до 8,5 месеци си го правев тоа и тоа ми беше онака некој издувен тоа како мир да ми овако, ама сепак кога ќе дојдоа трки и не можев да го прифатам во тие моменти. Тоа бев тотално не бев јас во тој период. Мислим, мене бременоста ми помина убаво. Од друга страна, устари ми беше добро што конечно направи еден ресет, као да немам тај притисок, тоа наш спремање, тоа од таа причина ми убаво дојде, ама кога најтешко само ми беше кога ги гледав трки. Тоа, што не сум таму. А сето друго не можев да се израционализирам. Имаше и периоди со плачење, со солзи, периоди кога бев окей. И најбитно од се што помина добро, да не сум отишла во некој, знаеш, ептен лош муд или период, така да се поминува, само едно големо трпение ти треба и... Ти речи исто дека сега, ако се мислиш за втор пат, и што е поразлично сега? Дека знаеш што те чека. Знаеш како ќе износиш цела бремена. Мислим, секоја бременност е различна реално. Ама знаеш што се случува први 3, други, трети семестар, постпородилно, што е најбитното нешто, пошто постпородилно е стварно најтежок период од целиот тој процес. Така да тоа што знаеш, значи не ти е ништо страно, не ти е непознато, едноставно знаеш што те чека и свесно, дека јас кога останав прв пат бремена, јас не знаев што ме чека, да јас го посакував и го сакав, ама не знаев дека тоа е така. Не знаев дека тело така се менува, не знаев дека после доаѓаш до степен кај што не си го препознаваш своето тело, ама сега ќе би било многу по-другачие. Сега висто и да те прашам, како беше, например, тоа прво трчање, а како беше првиот тренинг после тоа? Пошто тие две се различни. Да, тоа беше измешани бура, мислим, мешавина од се и се што. Од среќа, радост, болка, разочарување, значи фрустрација, се и се што имаше. Јас го чекав тој ден, значи само го чекав тој 40-ти ден да одам до доктор и ми каже да, значи од тамо да излезам на кеј да обујам патики и да... Ама беше тешко. Тешко, не си го препознал своето тело. Мислим, буквално како да учиш да ходаш, да чекораш, да тотално нешто ново, телото скроз другачие реагираше, што, ајде да кажеме, стварно е месеци по 2 месеца, ствари, откако не си имал тренинг, ама нема везе тоа, телото ти е другачие. Телото е скроз
Така да бев среќна во исто време, тажна, разочарана, изфрустрирана, исплашена, како понатаму, како ако ја сега, колку тоа ќе ми треба време. Јас не знам да јас 7-5, тоа е како брзи ход да идем, Како ќе се вратам јас на тоа ниво кај што бев, а уште да бидам и подобро од тоа. 500 прашалници во глава и стварно бев со испомешани чувства. Ама добро, после се ја одеше подобро и подобро. А и тај тренинг да кажемо, се си одеше многу постепено, да дојде до тоа, значи јас стварно започнав со многу лагани кратки трчања, се одека не дојде до степен да ја полека се враќам, па да можам некој обрзање да направим. Така да постепено си одеше, ама многу ме зачуди самиот факт да јас после 2-3 месеца да кажем јас како тренирав. Тоа беше многу чудно, значи јас баш кај тие први месеци се стварно доста тешки за мајка. Со 2 сата, 3 сата спиење, да ти излегуваш на кеј, тоа имаш лимитирано време, стрес, како дете дома, чеке дали требам јас да сум тука и да со сето тоа што го имаш во глава ти газиш, феноменално правев тие интензивни тренинзи, се враќаш дома, немаш одмор, пак за 2-3 дена истото. Тоа дали и до хормони, и до самата глава, и тој инат што те вози, тоа беше стварно чудно. Да. Што може се една жена, као вау. Како ја спомна таа можеби некоја вина, не знаеш дали треба да правиш тоа. Како, мислам, ја никогаш не би знаел, ама како е тоа чувство и што ти помогна да надминеш тоа, или дали уште го имаш тоа чувство еве и денеска? Неколку години после тоа. Тоа беше многу чест другар кај мене. Секој дневен, мислим, поготоа што го кажам, првата година, ајде први 8-9 месеци, стварно мислим ми беше секој дневие тоа. Како јас да излезам, па тоа зависи од мене, па како може да сум себична, значи милион мисли. Тоа е борба, од една страна да ги имаш тие мисли, од друга страна да имаш јас ако не го направам ова, јас нема да сум добра дома, јас ако не истрчам, тоа после е како бомба да си фрли во стан. И така се жонглирав доста долг период, кај што се оправдував себе си, и додека еден ден не ми стана едноставно глава дека тоа е најнормалнije. Мислим, не вина, туку да јас си го правам, да јас не се губам себе си. Тоа што сум јас пред бременоста, јас нешто што го имам кажано, јас и тогаш, јас сум трчала пред, јас сум трчала во тек, јас ќе трчам и после тоа. И тоа е тоа на што ме вози, пошто тоа сум јас. И за 10 години, за 20, со 5 деца, јас ќе трчам, пошто јас сум тоа. Ако ја сакаш да сум јас, мирна мајка, добра мајка, јас морам да го направам тоа. И тоа е тоа, и тоа ми беше. После потешко ми беше кога ќе требаше должини да правам, кои траа и до 2 сата, пошто тоа е велики временски период, нели, кога имаш бебе дома, ама и со самото тоа си знаев дека јас, ако не го направам или го скратам тој дел, дека едноставно нема да будем добра јас, и тоа оно што ме возеше, мислим, тие некои мисли и што јесте така, што и најправилниот така да биде. Да, јас секој се водам според тоа, ако јас не работам на себе, било каква ситуација, не е себично, напротив е selfless. Ти го правиш за другите на некој начин, бидејќи ако ја не сум најдобар сам за себе, ја не можам да бидам најдобар во било која улога која што треба да ја имам. Во тој ден, таа недела. Да, апсолутно. Мислам дека ова е можеби добар крај кај што можеме да завршиме епизодата. Сакам да те прашам за маратонов, ама тоа може ќе остане и за понатака и може следна епизода. За крај, секој гостин го прашуваме и тебе, кое е твоето прашање за оние кои што не изслушале до сега? Што би сакала да ги прашаш тие што не слушаат? Подкастот? Да. Зошто? Да, зошто? Зошто не го изслушале до сега, дека е толку, па може да биде инспиративен. И да отвори можеби по
големо видик или гледиште на некои работи, на некои ствари, пошто кога ќе слушнеш нечие друго искуство и кога ќе слушнеш таа друга страна и позадина за која си мислел баш и преку овие социјални мрежи дека е секај нас супер одлично, тераме, газиме, тренираме, имаме дете, секаде постигаме и баш тука си ти у овој подкаст и кога ќе слушнеш и друга страна дека не е се така, и кога ќе слушнеш и друго искуство, може и кај тебе да може да делува, нели, и да те подсмири на некој начин или да осознаеш нешто што можеби не си го знаел кај самиот себе си, така да гледате го подкастот.